Етнологијата и фолклорот представуваат значени аспекти во процесот на истражување на богатото културно наследство и реактивирање на заборавеното минато и навиките во кои што живеел народот во тогашното време. Во Куманово, тоест во Кумановско, се познати обредните игри под маски, џамала, за самиот празник Василица на 13 јануари, а самите учесници во оваа обредна игра се нарекувале џамалари. За среќа имав можност овие обредни игри да ги истражувам и да ги снимам пред неколку години, но денеска тие се исчезнати, но сепак оставив еден видеобелик каде што граѓаните ќе можат да видат за што станува збор. На теренот кога истражував, додов до сознание дека овие обредни игри биле изведувани за просперитет, благосостојба на домаќинот, на семејството, бериќето на година. Инаку населението самите подготовки за овие обредни игри ги започнувале еден месец порано, ги спремале своите маски. Најчесто се маскирале во маски од зооморфен и антропоморфен облик и верувале дека доколку маската е пострашна, толку повеќе ќе има можност да се изгони лошата сила, духовите или караконџили, за кои тие верувале дека тие обстојувале во периодот на 12 накрстени денови од Божиќ до Богојавление. Во самата игра учествувале најчесто машки лица од 18 до 70 години и играле различни улоги. Значи, самата обредна игра имала еден шегобин карактер, изведувале оживување, ритуални игри со пораѓање на мечката, оживување на старецот. Значи, во самата игра учествувале зет, невеста, поп, полицаец, конј, магаре. Оделе од куќа на куќа, звонеле, викале, тропале, биле закитени со звонци и клопатарци, и колку повеќе време предизвикувале, толку повеќе верувале дека ќе се изгони лошото од куќата. Домаќинот ги пречекувал со богата трпеза, качамак, традиционалното јадење кој што се спремало за Василица, топеницата, виното, ракијата, овошјето нормално. Ги дарувал со брашно, ракија, вино и пари. И откако ќе го завршиле ритуалот низ селото, вечерта палеле огин насред село и огинот всушност представувал едно повторно раѓање на новото сонце, тоест испраќање на старата и дочекот на новата година. Маските ги палеле, се собирале од некоја во куќите каде што се гоштевале и славеле. Во подоснежните години тие се собирале во некој од кафеаните, а јас имав можност кога го снимав документарниот филм Селски џамалари, орашачки момци, ги доведов и на улиците на Куманово, каде што беа навистина атракција и населението беше запознаено со самиот ритуал, обичаите и богатото наше културно наследство. Имало еден обичај да се сретнат и двете групи, значи овие џамаларски игри биле карактеристични за селото Пчиња. И ако се сретнале на пола пат, доаѓало до масовна тепачка, така да имало и жртви и ден денеска после џамаларските гробишта во село Орашац. Како обредни ритуални игри можам да споменам дека тие се карактеристични низ цела Македонија, значи во сите области, само под различни називи. Струмица биле познати како сировари, во Прилепско како бабари, во Мавровско како вампири, во Гевгелие како русали, а денеска тие се изведуваат во Вевчани, тоа не е општо познато, ритуалните игри под маски, и во Струмица, кои што тие денеска имат и некој, како да ви кажам, атрактивен карактер. Имав можност филмот, документарниот етнолошки филм Селски џамалари, орашачки момци да го презентирам пред учениците од средните училишта и тука во музеот, како и низ училиштата, така да ги запознав децата со нашите ритуали, обреди, одржав едно мало предавање, едноставно да не се заборави она што нам ни припаѓа. Овој обичај на делење на паричка и месење на пита е познат во останатите краеви од Македонија, Охрид, Битола и Прилеп, за разлика од кај нас што ние за бадниковата вечер месиме лепче и делиме со паричка. Празникот Богојавление се празнува на 19 јануари.
Со овој празник го завршуваме периодот на 12 некрстени денови, нели, за кои што се веруваше дека во тој период биле присутни злите сили, лошите духови, караконџули. Со самите ритуални игри тие сили биле изгонети, за да на 19 јануар настапи крштевањето на Исус Христос на реката Јордан од страна на Свети Јован. Инаку Исус Христос бил крстен на 30-та годишна возраст. При самото крштевање се појавува гулабот, слетува на самото рамо на Исус Христос. Инаку за Богојавленската ноќ постојат повеќе верувања. Се замислува желба точно во 12 часот и се верува дека Господ тогаш се јавува во вид на гулаб и дека секој оно што ќе си ја замисли желбата ќе му биде остварена. А самите ритуали или обреди, да кажам, за Богојавление се тоа што денеска и порано и денеска останува како традиција, се осветува водата, дали тоа во реките, базените, езерата, се фрла крстот, каде што подоцна, порано тој се врзувал со човековата жртва на водата, која што подоцна е замената со крст. Верниците скокаат по крстот и секој оно што ќе го фати, се верува дека ќе има среќа цела година. Инаку на Богојавленската вода и се препишуваат многу големи лековити својства. Секој од верниците оди и си носи дома, пие на прагот или застанат на секирата за да биде здрав како челик, ја прскаат куќата за здрави и за среќа, ги прскаат нивите, лозијата, свекрвата новата снаа во куќата и се верува дека ја чуваат цела година и се верува за оваа вода дека има голема лековита моќ со кој што се лекувале и болните. Инаку за самиот празник постои обичај да се прават пифти, месено кравече, тоа е една традиција која што е општо позната и актуелна низ цела Македонија. Свети Јован е празник кој што се празнува на 20 јануари, исто така се смета и е издигнат над останатите светци во црквата и се смета за голем празник. Инаку е заштитник на кумството и на побратимството. Многуте од семејствата во Куманово го имаат земено за куќна слава, така да обично се припрема мрсна трпеза, се посетуваат домовите меѓу пријателите, си честитаат за среќа, за здравје, за благосостојба на куќата, на семејството. А инаку главни одбележја на славата се славскиот колач, славската свеќа и пченицата. Славскиот колач представува една општа благодарност на Господ и попот го сече колачот во црква и го прелива со вино, а со самото сечење на погачата се одбележува Христовото страдање, а со прелевање на виното врз колачот, со виното ги чистиме сите наши греови. Славската свеќа пак представува една чиста и невитна жртва за спас и чистота на домаќинот и внесува една празнична атмосфера во самата куќа. Славската пак пченица многуте од населението веруваше дека се спремала за покој на светците, што е погрешно. Таа се спрема за благодарност на Господ за сите земски плодови што ги има дадено. И нормално, најпрвен се послужува на гостите, а подосна трпезата, виното и ракијата. Свети Јован е последниот празник од циклусот на зимските празници и нормално настапува еден период на нови празници, пролетен циклус на празници, со кои што ќе бидат изведувани агрономагиските обичаи за среќа, напредок на семејството, бериќетна година, кои што биле подпомогнати од обичаите, обредите и ритуалите кои беа изведувани во циклусот на зимските празници.